Почитувани граѓани на општина Свети Николе, граѓаните на општина Свети Николе, но и на цела Република Македонија за периодот од 1,5 година владење се уверија во дволичноста и лагите на СДСМ во нашата општина. Целата кампања и доведувањето во заблуда на јавноста за проектот што треба да се реализира во нашата општина, регионалниот центар за собирање и рециклирање на отпад во реонот на селото Мечкуевци, омаловажуваа, навредуваа и понижуваа безобзирно на најнизок можен начин, водеа негативна кампања од скриени профили на Facebook само да добијат некој политички поем за да дојдат на власт. Она што претходниот совет со помош на дел од советниците од тогашната опозиција го изгласаа и го добија како проект, на СДСМ не им чинеше и фрлаа и дрва и камења по ВМРО ДПМН пред да дојдат на власт, а еве сега излезе дека им чини, па дури сега и нивниот лидер Зоран Заев укажува дека не треба да се шири паника и дека тоа бил нивни, повторувам, нивни најдобар проект, а претходно на митингот во Свети Николе за време на изборната кампања за локалните избори, иако лично присутен, мудро молчеше. Со нетрпение очекуваме да видиме дали сега градоначалникот Сашо Велковски ќе излезе пред граѓаните на општина Свети Николе да им каже дека тој проект е навистина добар или пак мудро ќе молчи како и неговиот лидер тогаш. Тоа што го напаѓаше како проект и ветуваше јавно на митинг дека нема да се реализира, сега отеднаш ќе се реализира. Ние нема да се криеме зад лажни профили, да омаловажуваме и навредуваме како СДСМ, бидејќи тоа е начин на кој функционираат тие, а со тоа ја покажаа и нивната политичка некултура. Ние, како одговорна политичка партија, како општински комитет на ВМРО ДПМН Свети Николе, бараме од локалната власт на СДСМ, предводена од градоначалникот Сашо Велковски, јавно да се произнесе за овој проект и да им каже на граѓаните на општина Свети Николе што планира со него во иднина. Поради тоа, советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Свети Николе на последната јавна седница побараа дополнување на дневниот ред токму со оваа точка, односно информација за активностите и реализацијата на проектот за изградба на регионалната депонија со барање да бидат присутни и надлежни лица од Министерството за животна средина. Но, ние знаеме дека оваа тема се одложува намерно и тенденциозно за да се завршат сите активности без присуство на пошироката јавност и граѓаните на општина Свети Николе и дека ваква седница на Совет ќе се закаже, ако се закаже, дури откако ќе се завршат сите правни процедури, што впрочем и стана пракса на владењето на оваа ненародна власт. Доколку мислите дека ќе се заборави што ветувавте, многу грешите. Ние ќе бидеме секогаш тука, заедно со граѓаните на општина Свети Николе, да ве потсетуваме на ветеното, а не реализираното. Ви благодарам.